Добро утро, почитувани гледачи. Една информација деновиве предизвика лавина коментари. Станува збор за веста што ја објави британски Таймс. Дека Лондон работи на подготовка на план според кој во балканските земји би биле отворени миграцијски центри и тука би биле сместени мигрантите кои се одбиени од барањето за азил. На оваа тема во продолжение зборувам со универзитетскиот професор Трпе Стојановски. Професоре, добро утро, добре дојавте во студиото на Телма. Добро утро. Информацијата што беше објавена деновиве предизвика лавина на коментари. Некои беа дури на работ да звучат и ксенофобично, дека ете сега Балканот ќе биде претворен во депо или во европски подрум за каде што ние ги чуваме азилантите, односно мигрантите кои ќе бидат одбиени од барањето за право на азил. Што вие, како вие на прва ја... Да, ја слушнав веста во некој од социјалните медиуми деновиве и заслужува внимание, поготово што доаѓа како концентрирана информација од официјалните лица во Велика Британија. Ова е ситуација која што не е нова, во смисла да се отвараат вакви можности, поготово што веќе постои еден таков центар во Албанија, поврзан директно во соработката со Италија. Тоа е билатерален договор Тирана-Рим, Џорџа Мелони и Еди Рама го потпишаа договор. Токму така. И тоа е билатерален договор кој што веројатно властите во Албанија имале интерес во дадениот момент да го потпишат тој договор. Тоа ни е од привика и една лабораторија како функционира или не функционира еден таков механизам кој што земјите од Европа, во случајот Велика Британија, има интерес да го отвори тоа прашање. Официјално мислам дека не е тоа стигнато како официјален предлог до земјите од регионот, меѓутоа самата информација што беа спомнати конкретни имиња на државите од Западен Балкан заслужува внимание. Да, се уште не е официјално, со самото тоа што е објавено во медиум, а не е на ниво на меѓудржавна комуникација. Меѓутоа, јас ќе ве потсетам дека минатиот јули една од првите одлуки на тогаш новиот британски премиер, само што ја освои власта, победи на изборите и ја формираше владата во Лондон, изјави дека ќе биде поништена претходната мерка, контроверзна така наречена, тој така е, самиот ја нарече контроверзна мерка за депортација на мигранти и баратели на работа, воведена од претходната конзервативна влада и на поранешниот премиер Риши Сунак, кои објавија план вреден повеќе милиони фунти за испраќање мигранти и баратели на азил во Руанда. Значи, тогашната британска влада разработуваше план вреден милиони фунти за испраќање на овие мигранти и баратели на азил кои би биле одбиени во Руанда. Сега Руанда е заменета со балканските земји. Да, се бара некое поблиско решение, географско. Мислам дека минатата година, откако беше постигнат тој договор помеѓу Албанија и Италија и кога официјално беше промовиран, следуваше барање од британските власти до Албанија, барајќи да имаат исто таков договор со Албанија. Меѓутоа, одговорот на албанскиот премиер беше не, тоа правило ексклузивно важи само за Италија, не и за било која друга земја. Што имаше и некоја доза на шега. Меѓутоа, прашањето е сериозно и заслужува внимание. Овој механизам не е дел од преговорите, од пристапните преговори кои што ги има Европската комисија со земјите од Западен Балкан, иако од време на време слушаме информација од официјални лица од Европската Унија дека проблемот со миграцијата е сериозен и се бараат алтернативни решенија. Ако се потсетиме нешто порано, вакви договори Европската Унија имаше со земјите од Северна Африка, уште во времето на Гадафи, кога всушност се правеше ригорозна контрола од државните власти во Северна Африка за мигрантите да бидат спречувани и да не им се овозможува да се упатуваат кон земјите од Европската Унија, конкретно од европскиот континент. Меѓутоа, овие механизми се случуваат и денес во една поблага форма. Турција е земјата која што е на некој начин катализатор на сите нелегални миграцијски текови кои што се собираат од истокот и Турција е всушност и првата организирана држава со која што Европската Унија може да разговара и постои еден договор
кој што ја обврзува Турција, секако за тој договор е утврдена и компензација, каде што турската држава прави сериозни мерки и механизми со кои што го спречува натамошниот тек на источно-медитеранската рута, односно Балканскиот пат. Ова што сега се случува е нешто ново и произлегува од политиките на Велика Британија, која што не е дел од Европската Унија и која што посамостојно настапува. Да не заборавиме дека Велика Британија е сериозен донатор на Балканот и по заминувањето на фондовите кои што ги имаше Америка, веројатно покрај Европската комисија станува главен донатор во многу процеси. Од друга страна, прашањето на миграцијата е сериозен проблем внатре во државите, вклучително и во Велика Британија, која што прави сериозна промена на регулативата за идентификување и, ако може да се каже така, етикетирање на проблемите поврзани со миграцијата, каде што кривичните дела поврзани со миграција на луѓе, односно мигранти, ги доведува на ист ранг како и кривичното дело тероризам. Така што ова е еден од обидите. Мора да се има во предвид дека Велика Британија е земја кралство кое што доста често е условно кажано нападнато со мали бродови на мигранти. Пред се тоа се шверцерски групи, меѓутоа и мигранти кои што се упатуваат кон британските острови. Дека станува збор за модус операнди, односно методологија која што криминалците ја прават пософистицирано и посурово, каде што тие услови за сметка на бродот кој што е релативно мал, бројот на мигранти се зголемува со цел профитот и интересот да биде што поголем и каде што едно од тие според британските размислувања веројатно легитимно, меѓутоа според земјите од регионот загрижувачка мерка е и оваа да се бараат можни центри за барателите на азил. Тука би замолил да правиме разлика помеѓу мигрантите, кои што се една категорија, и бегалците кои што всушност го имаат правото за од хуманитарни причини да избегаат од места каде што се води војна. Ајде со ред ќе одиме. Ќе се надоврзам прво на ова што го велите како проблем на Обединетото кралство кое е нападнато со бродови од мигранти баратели на азил, па дури и криминални групи. Вака вели Стармер неколку дена по преземањето на власта. Погледнете ги бројките на оние кои дојдоа во првите 6,5 месеци од оваа година, се однесува на 2024. Тие се рекордни, тоа е проблем што го наследивме. Тој најави дека ќе го намали бројот на пристигнувања во Обединетото кралство со ангажирање специјални истражители и капацитети за борба против тероризмот, за да ги запре криминалните групи кои стојат зад приливот на мигранти на островот. Во оваа смисла вие спомнавте Турција како важна источна порта, односно како порта на таа источна азиска рута. Не сме ние Балканот, ниту Турција, не сме ниту оние земји кои ги спомнавте од Северна Африка, кои се и сега, а и порано биле важни како порта од она друга рута од која доаѓа од Африка, Либија, Мароко и кои се други земји од Северна Африка. Ние како Балкан се поставува прашањето што може да бидеме и кој е механизмот, велите Британија е голем донатор, после САД можеби најголем, што може да го употреби Британија како форма на некаков политички притисок врз земјите од Западен Балкан да се нафатат на вакви договори за изградба на мигрантски центри и за прифаќање на оние мигранти кои би биле одбиени од правото на азил. Дали тоа значи дека балканските земји би се претвориле во некој вид на регрутен центар, оние кои не се доволно добри? Факт е од друга страна дека и на земјите од Европската Унија и на Британија и не достига квалификувана работна сила. Дали тука би се сместувале луѓето кои бараат друго место за живење, мигрантите, па би се регрутиле кои се доволно добри да заминат понатаму во Европа, да им се остави можност да патуваат, бидејќи тие секако нема да сакаат да останат. Нивната крајна цел не е се земјите од Западен Балкан. Да, поставивте повеќе прашања и ќе се обидам да ги раздвојам за да може... Вие ми одговоривте во еден одговор, одговоривте се. Да. Фактот што Британија веќе не е дел од Европската Унија, ја менува работата. Сакав да ве прашам и дали европската политика мигрантска е усогласена со овој план на Стармер. Ајде да тргнеме од ова прашање. Да. Значи, европската миграцијска политика е во последните години гледаме дека е контраверзна.
Ако ги гледате ставовите кои што доаѓаат од државниците на Вишеградската група и оние од останатиот дел на Европската унија, тие и понатаму се прилично оштри, различни, диаметрално различни, иако десницата полека го освоила просторот во Западна Европа. И каде што проблемот со миграцијата за жал се подигнува на равниште и тоа е едно од клучните прашања за да се добијат или да не се добијат изборите во земјите на Европската унија. И предпоставам дека е тоа заеднички деноминатор и на размислувањата и политиките кои што во моментот ги слушаме од Обединетото кралство, од Велика Британија. Фактот зошто Брисел се приклонува кон ставовите на Вишеградската група, односно повеќе или помалку, иако во основа се различни. Тоа е тоа што го... Да, се поместува тежиштето во размислувањата. Иако во 2015-2016 година ја имавме политиката на канцеларката Меркел, која што беше политика на отворени врати за мигрантите, тоа повеќе го нема. И ова е тригерот кој што доведе во Европската унија да се размислува за поинакви решенија. Не знам дали се поефикасни, меѓутоа поостри во однос на миграцијската политика за мигрантите кои што од далечниот исток, од Африка и од други континенти доаѓаат во Европа. Ова е проблем кој што иницираше Европската комисија да тргне со нов миграцијски пакт за миграција и азил. Документ кој што се изготвува повеќе години, се изготвуваше, тој веќе е донесен, меѓутоа неговата имплементација се уште се одлага на некој мек начин. Во тој дел, тука ќе го споменеме и новиот механизам кој што се воведува и за третите земји, вклучително и за земјите од Балканот, кои што кога ќе сакаат да одат во Европската унија, земјите на Европската унија, веројатно од крајот на оваа година ќе мора да пополнуваат нови образци и да бараат нова дозвола, што јас би го нарекол како еден вид мек визен режим. Да се вратиме на прашањето за мигрантите, односно за бегалците. Европската унија драматично ги заострува овие услови и тоа важи пред се за земјите на Европската унија. Земјите од Западен Балкан, кои што се на некој начин мекиот стомак на Европа и на Европската унија, бидејќи сите се обкружени со земји членки на Европската унија, не се обврзани да постапуваат по тој нов европски миграцијски пакт за миграција и азил, меѓутоа како земји кандидатки мора да ја усогласат својата политика и ако не сега во некое идно време предпоставуваат дека ќе бидат дел од таа миграцијска политика. Што звучи логично. Што е и логично, меѓутоа која што е се уште многу контраверзна во овој момент. Таа нова политика предвидува мигрантите да бидат задржувани во условно кажано на надворешната граница на Европската унија. Во случајот тоа предпоставуваме дека се Грција, Бугарија, Италија, пред се Шпанија и така натаму. И тука во рок од 5 дена да се врши таа селекција кој може да добие зелено светло и да влезе како мигрант, односно барател на азил во земјите на ЕУ и обратно. Земјите од Западен Балкан немаат обврска да постапуваат по овие правила, меѓутоа, повторувам, бидејќи тие се во процес на ЕУ интеграција, во овој момент ја немаат таа обврска. Меѓутоа, можно и да се забрза тој процес кога тоа право ќе биде делегирано и кон нив. Предпоставка. Така што и досега со отворени очи земјите од Западниот Балкан ја следеа оваа состојба и прилично добро се интегрираа во смисла да ги осознаат политиките кои што ги креира Европската унија и што тие значат. Сега во однос на нив како трети земји и во некое идно време како земји кои што би биле дел од таа поширока европска политика. Ова што го имавме помеѓу Италија и Албанија е единствен случај на вакво билатерално решение, кое што сега гледаме за формирање на тие кампови, кои што знаеме дека судовите во Италија покажа интегритет и стопираа бројни процеси кога владата сакаше тие мигранти да ги донесе и веќе ги донесуваше кон центрите во Албанија. Во меѓувреме, сведоци сме дека тие центри функционираат, нивното одржување подразбира големи трошоци, кои што секако ги плаќа земјата која што е барател на овие услуги, Италија,
која што има и своји полициски службеници, меѓутоа исто така меѓу редови гледаме дека се случуваат и сериозни корупцијски процеси во таа приказна. Така што ќе видиме како ќе заврши таа екскурзија која што ја направи Италија во однос на тие центри. И последното прашање во тој корпус прашања што ги постави во претходното прашање беше она што се однесуваше на механизмите со кои Британија располага, освен она што велите дека е еден од поголемите донатори, како земја надвор од не членка на Европската Унија по Брекзит, за да ги принуди или натера на некој мек политички притисок земјите од Западен Балкан да прифатат изградба на такви мигрантски центри или отворање на бегалски кампови во кои би биле привремено или подолго трајно сместувани мигрантите кои се одбиени од барањето за азил. Моите размислувања одат во насока дека не е исклучено британската влада да почне да работи, можеби и работи на овие прашања, меѓутоа дека многу потешко ќе може да се дојде до деноминатор со било која од овие спомнати земји од регионот. Покрај Албанија беа споменати Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија. И имајќи во предвид какви се импликации може да отвори едно вакво прашање внатре во самите земји од регионот, каде што политичката состојба денес е толку фрагилна каква што не била во изминатите години. Од таа причина државите, предпоставам дека се свесни, дека оние кои што сме ги избрале на избори, дека водат интерес и за интересите на државата и на граѓаните. Така што едно вакво решение не е неможно, меѓутоа мислам дека не е реално. Не е реално во овој период? Да, бидејќи е фрагилна состојбата во поголемиот број од Западен Балкан? Не само заради тоа. Значи, земјите од регионот активно соработуваат. Ако ја земеме Македонија, значи од 2015 година, кога се соочи со оној бран на бегалци, без оглед на која политичка опција била на власт, релативно добро и успешно нашата земја го менаџира процесот со мигрантите. Како отпор кон идеите за донесувањето. И како феномен со кој што се соочува. Добро, ние секогаш бевме транзитна точка и поради тоа веројатно лесно поминавме. Дури во овој момент бројот на баратели на азил е исклучително мал. Не само во Македонија, туку и во останатите земји од регионот, од причина што ја кажавте и вие. Нивна цел се земјите од Европската Унија. Да, но професоре вака, зошто тогаш ако велите можеби не е невозможен, но изгледа нереален планот на официјален Лондон, би си дозволила британската влада да го троши времето на прво решение со Руанда. Сега Руанда, председателот на оваа африканска држава, вели дека ќе ја тужат Британија, односно ќе бара да се обештети, да се врати, да го плати Лондон, како да плати одреден надомест како заштета за пропаѓањето на договорот. Зошто Лондон би си го трошил времето со разработка на друг план кој исто така е нереален за спроведување со оглед на сите овие политички моменти што ги спомнавте, фрагилноста на регионот, политичките проблеми и економски кои самите држави овде ги имаат и генерално отпорот што би се очекувал од сите влади генерално да се спротистават на такво решение. Во принцип две точки се битни да се имаат во предвид. Тоа е миграцијата која што го менува својот облик, својот идентитет и на некој начин проблемите кои што се создаваат со мигрантите во земјите на дестинација, вклучително и Велика Британија. Значи, новата политика, новите погледи кон миграцијата. И второ, можеби и најбитно е што тоа е дел од предизборните ветувања на актуелниот британски премиер. Така што тие ветувања се далеку беа минатата година. Да, меѓутоа тие ветувања едноставно сега ќе се обидат да ги материализираат. Што е можеби легитимно. Во план што се свесни дека и самите дека нема да успее. Затоа велам, значи дипломатијата е вештина која што никогаш не вели дека ќе има неуспех. Дипломатијата, особено британската, факт е дека Британија има проблем. Сега тие тргаат од премисата да се обидеме да го решиме со Западен Балкан. Така е.
Така е. Свесни дека ќе има отпор од таму. Мислам дека тоа и на малите деци ме јасно, дека едно вакво прашање ќе произведе не само отпор, но и сериозни проблеми внатре во земјите од регионот. И како што рековте, бидејќи кога станува збор за мигрантите, тоа не е само хуманитарно, туку и значајно безбедносно прашање и може со сериозни економски и политички импликации и последици. Апсолутно, да. Сите аспекти што ги кажавте, може би се само по различен редослед може да се наредат, меѓутоа се извонредно битни. При тоа, дојдов до еден податок од Евростат, кој вели дека во само 2023 година земјите од членки на Европската Унија имале прилив од околу 900.000 мигранти. При тоа не можев да најдам податок колку од нив, и самиот Евростат вели немаме точни податоци колку од нив биле одбиени како баратели за азил и каква е нивната актуелна состојба. Значи, таа станува збор за сериозни бројки, се уште, не како оние налик од 2015-та, меѓутоа се уште големи бројки што значително ја менуваат и демографската структура или... Дефинитивно, и бројката на баратели на азил обично се движи меѓу 20 и 40% од бројките што ги кажавте, говорам генерално и пред се за Германија. Помалку или повеќе? Од оно што е официјална статистика? Значи, во зависност од годината, добро, кога се случува миграцијските процеси имаат тенденција на различен интензитет. Така што барател од вкупниот број мигранти околу 20 до 40% обично се јавуваат и како баратели на азил. А колку од нив добива? А тоа е друга приказна, колку од нив добиваат, со тоа што дури политиката на Британија сега во целата ова приказна за која што разговараме и денес е дека мигрантите би биле во некој стендбај процес во земјите од Балканот, додека британските институции да го утврдат правото на азил, односно да го одбијат правото за пристап на азил. Инаку, во 2024 година, официјално се која што е една од годините каде што тие миграцијски текови кон Велика Британија се случуваат, е една од поголемите, клучната е 2022 година, каде што во 2024 година се спомнуваат 37.000 мигранти кои што пристапиле од европскиот континент со мали бродчиња кон Британија, од кои што 78 за жал починале според податоците од ИОМ, а од 2018 година до 2024 година околу 225 мигранти патувајќи кон Британија, веројатно во каналот, биле починале. Така што проблем има. И миграциите и во наредниот период, имајќи ги предвид причините заради што настануваат, ќе продолжат и во иднина. Не само војните што се водат во повеќе региони во светот, туку климатските промени, сиромаштијата глобална, ќе продолжи да регрутира луѓе кои ќе сакаат да го сменат местото на живење. Европа и натаму останува една од најпосекуваните дестинации. Факт е дека земјите членки на Европската унија имаат проблем, има проблем и Британија. Ние како Балкан немаме проблем од аспект на дека сме пожелни како крајна дестинација, меѓутоа ете како транзитна зона или како центар за такви миграцијски центри каде што би се регрутирале или привремено или подолгорочно би се задржувале, би можели и ние да имаме одредени импликации. Како при тоа да останеме луѓе и да останеме хумани и да им понудиме навистина за солниште и да бидеме добри домаќини, да ги примиме оние луѓе кои бегаат од војна, бидејќи прашањето е многу тешко. Има луѓе кои навистина бегаат од војна, бегаат од терор, им треба да си најдат доми за солниште. А од друга страна има оние економски мигранти, има мигранти кои бегаат од климатски промени, има луѓе кои едноставно сакаат да го заменат местото на живот. Како да се решава ова прашање? Проблемот е поливалентен, сложен е во принцип, меѓутоа она што го прави нашата земја и воопшто земјите од регионот е дека повека стануваат дел од интегралните процеси, формални или неформални, кои што се случуваат во однос на влезот, односно патот на мигрантите, и во тој дел сериозен проблем заслужува криумчарењето на мигранти, каде што криумчарите постануваат немилосрдни, стануваат поорганизирани, располагаат
создаваат профити и располагаат со огромни средства кои што може да бидат употребени во различни облици, вклучително и во загрозување на безбедноста на земјите. Денови имаше информација дека во Скопско тука група малолетници побарале помош од буквално така токму за ова за што зборувате банди на кои криумчарат со Неспорно, ќе ги имаме за жал тие случаеви. Тука заслужува внимание политиката на Европската Унија и предсилогата на Фронтекс. Сите земји од регионот се составен дел или оперативно постапуваат, соработуваат со Фронтекс, што е извонредно важно. И во тој дел таа политика на спречување на криумчарењето на мигранти, кое што има нагорна тенденција, и трговијата со луѓе, која што е исто така поврзана со овие миграцијски процеси. За среќа, можеби, таа состојба статистички вели дека нема експанзија, меѓутоа трудовата миграција државите се уште немаат механизми да ја мерат. И таа ја имаат, тие се поплавени од трудовата миграција, меѓутоа тоа е проблем со кој што веројатно државите ќе се соочуваат во наредните години. Велите дипломатијата никогаш не трга од премиса дека ова нема да успее, па веројатно планираат. Можни ли се билатерални договори со секоја земја одделно? Сега Таймс ги наброја земјите во пакет како земји од Западен Балкан, меѓутоа еве Италија и Албанија имаат билатерален договор, нешто функционира. Или тоа би имало сериозни не само економски, политички, туку и хуманитарни последици врз овој регион овде, ако одредена земја земе и влезе во преговори со Британија за изградба на прифатни центри, односно мигрантски центри. Значи, секоја држава мора да тргнува од сопствените интереси. Проблемот е глобален, меѓутоа во таа приказна мора да се идентификуваат сопствените национални интереси и во било какви разговори да се тргнува тоа што е најдобро за самите држави. Кога нашите креатори на политика би ве прашале кој е интересот на Македонија и кои се капацитетите во однос на ова прашање, што би бил вашиот совет? Кога ќе прашаат, ќе им кажам. Какво е вашето сега теоретско видување како професор и човек кој долги години работи во оваа сфера? Значи, миграцијата ќе продолжи, веројатно ќе се случува и во поголем обем, меѓутоа националните интереси мора да бидат заштитени, запазени. Еден ваков експеримент би бил сериозен проблем и предизвик за земја како што е нашата. Не би можела Македонија да понуди ништо, ниту во однос на некоја помала бројка на луѓе? Македонија може да понуди помош во други облици, во други механизми. Меѓутоа, со прифаќање и стационирање на ваков број на баратели на азил од некоја трета земја е сериозен проблем кој што ќе предизвика политички, економски и безбедносни предизвици. Во таа смисла мора да се оди внимателно и да се следи пред се политиката на Европската Унија, иако таа не е секогаш праведна, правична. Неколку наврати сами рековте дека е таа контрадикторна. Асиметрична во однос на земјите од Западен Балкан, токму затоа тука треба да бидат наметнати националните интереси и приоритети. Во смисла на уште за крај само јакнењето на десницата не само на регионално, туку и на европско ниво, па и на светско, ако сакате, на глобално, истовремено свесни дека миграцијските текови ќе продолжат. Што во иднина може да се очекува? Дали може да се случи некоја нова 2015-та? Значи, проблемот е што миграцијата е тема која што е прилично тешка да се стави во рамка. И од таа причина, не случајно, во секоја изборна програма, во Европа или во Америка, миграцијата е едно од клучните прашања на кои што се добиваат или се губат изборите. За жал тоа останува да биде така и за жал оваа состојба ќе подхранува ќе го подхранува култот на десницата и таа веројатно ќе добива енергија поврзана со разединетоста која што постои во однос на миграцијата. Тоа се глобални процеси и со кои што Европа ќе се соочува и понатаму. Ги имаме, например, политиките и сега. Унгарија како гледа на проблемот со миграциите и останатиот дел од земјите на Европската Унија, поголемиот дел. Меѓутоа, факт е дека се враќаат границите и меѓу земји членки на Шенген и дека се заострува мигрантската политика секаде. Неспорно е тоа, иако враќањето на границите внатре помеѓу земјите е прашање кое што е предизвик за самата Европска Унија, бидејќи е тоа најголемата придобивка што има остварено во изминатите 50 на години. Иако сега враќањето
не се прави внимателно, значи секоја земја има можност да прави поголема контрола, меѓутоа да не го загрозува или Шенген не смее да биде суспендиран. Меѓутоа, ете, под закана на миграциите и тоа се случува. Притиснат е Шенген, меѓутоа не е суспендиран. Професор Стојановски, благодарам многу за опшината анализа во Утринска на Ми Телма. беше задоволство. Почитувани, тоа беше се во ова издание на Утринска на Телма. Останете на фреквенцијата на Телма. Следува ново информативно издание. Имајте убав ден и довидување.